ти отпад. Ще тарашкавме в куќата, сега малце ги тарашкам во кујна. Еве, магичната тетрадка на баба, која е полна со прекрасни рецепти. Да видиме што ќе правим денес. Инако јас сум Анастасија, бабината внука. Да видиме што има во рецептите за блан, еклери, парни колачи, плетенка, црналва. Крофнички. Ова ќе биде вкусно и интересно. 600 грама брашно, една шуња мала зејтин, една лажичка сол, еден квасец и вода млака колку да се замеси тесто како за кифлици. Ова е вода колку за потреба. Долго. И одма се скријемо. И сега брашното. Ево го брашното. Значи 600 грама. Една шолја мала зејтин. Добро, да видиме. Кајде? Ете го зејтинот. Тоа ќе биде доволно. Оставаме зејтинот. Една лажичка сол. И малце шеќер. Дори не мора. Да видим до каде е водата. Добре. Преди да ја ставиме, го земаме квасеца. Го ставаме. Прво квасецот треба да се расте. Прво квасецот треба да се растоки убаво. Водата не треба премногу да биде загрејана, да не бе гори на рака. Полеку од страна го земаме брашното и го месиме заедно со квасецот, зејтинот. И го доразмесиме. Кога се меси тестото, секогаш се потребни прсти, секако, а понекогаш се потребни и тупаници, за да биде подобро измесено. Оформувам топче и го делиме на два дела. Едниот дел поставаме во ванклата. Доволно брашно. Ева сукалката надолу. И почнам да сукам. Овие не се крофни од тие како филмовите. Да не се фалам, овие се поубави и повкусни. Но разакуваме убаво тестото од сите страни да биде подеднакво. Нема врска ако не биде во форма на круг, зашто со една обична чашка ќе правиме кругчиња. Со една обична чашка, не е важна големината на чашката, правиме форма на кругови. Ќе продолжиме да ги редиме, но прво да ставиме зејтин да се грее. Преостанатата теста повторно го замесуваме. Ова ќе го повторуваме, сега дека не ни се потроши целото тесто. Со тестото завршивме и сега ќе почнеме да пржиме. И ставаме полека да не се изгориме. Взимаме една дрвена лажица и превртуваме. Полека да не си го взимам танирот.
Те не барат много пържени. Бързо се пържат. Си вземам още една додатна ладица. Много добре. И след да го повторяваме с другите круфни. Внимавайте, не си сгорите. Истото го повторяваме с другите. Ги наростуваме с шекеров прав. Завърших с подготовката на круфничките и сега ги почвам да се пътвам. Така да вземам моята влажна тетрадка. И ако сакате да пробвате, поведете на рибният път в кухнята на баба с рецептите на баба. Чао!